Извршниот директор на комората Антони Пешев посочи дека политичките партии за време на предизборите имаа средби со бизнис секторот каде ги презентирале своите нацрти. Може да се забележи дека сите во себе го содржат делот на фокус на бизнис заедницата. Дојдоа со нацрт програмите економски во комората, презентира и можам да кажам дека изненадувачки дека скоро сите значајни партии дојдоа да разговараат со бизнис заедницата, презентираа своји идеи како да се фокусираат на делот на бизнисот и мислам дека индустријата, бизнисот, економијата се елементите без кои ниту една држава не може да функционира. Значи не постои држава перпетум мобиле во која вие ќе запослувате администрација, а ќе немате индустрија која може тоа да го испорача. Во иднина се очекува даночната политика да не се промени, напротив да остане на сегашното ниво, како и вештачките лимити во делот на Законот за работни односи да си дојдат на свое место. Има серија на работи кои очекуваме прво да не се променат. Во делот на даночната политика, ако не се олеснува даночната политика, бар да остане на нивото кое што е сегашно. Она што е битно е да некои работи кои на бизнисот му смета, тоа е воведувањето на некакви вештачки лимити во делот на работењето во недела, работењето од дома, флексибилното работно време и работи кои во делот на Законот за работни односи не се предвидени, би требало да си дојдат на свое место. Држава како Македонија која има потреба за висок економски раст, не може да си дозволи луксус да работи многу малку, да работи неефикасно, да работната сила не е едуцирана. Би било од голема корист високите технологии да го насочат фокусот кон професионален и ефикасен вработен кој генерира додадена вредност. Значи за нас тајната е во враќањето на фокусот кон професионален и ефикасен вработен кој ќе генерира додадена вредност. Би било добро тоа да бидат високите технологии заради тоа што тие очигледно генерираат голема додадена вредност. Тој се надева дека она што беше ветено од политичките партии кои ќе ја формираат владата ќе го испорачат и во пракса за реалниот сектор.